Добар ден и од мене. Како и обично во последните 30 на минути од утринската нателма, зборуваме со педијатри кои што даваат совети и препораки врзани со здравјето и развојот на најмладите. Денешната тема е витаминот Д кај бебињата. Зошто е важно овој витамин да се дава во овој период од годината и то не само кај бебињата, туку и кај децата. Денеска во студиото со мене е доктор Маја Каличанин Марковска, специјалист по ортопедска хирургија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добро утро. Кога зборуваме за витаминот Д, мора да напоменам дека го нарекуваат летен витамин, бидејќи е поврзан со сонцето, односно сонцето го поттикнува неговото создавање. Па затоа во овој период од годината, кога нема доволно сонце, треба да се дава орално. Еве да објасниме која е неговата функција во организмот и зошто е важно сонцето. Така, да, го нарекуваат уште и сончев витамин. Уствари тој по грешка бил регистриран како витамин, инаку по составот спаѓа во групата на стероидни хормони. И заради тоа на пазарот е и со доста ефтина цена, меѓу другото да кажам. Ето ова е една нова информација. Една нова информација, да. Инаку е многу битен во организмот. Значи, порано се сметаше дека учествува во метаболизмот првенствено на коските и дека е еден од основните витамини кои што учествува во правилен развој, градба на коската. Понатаму се надогради дека е важен исто така и за мускулите, а во поново време, значи на голема врата, многу негови функции се објавуваат, значи не само кај децата, туку и кај возрастните. Па се смета дека има дејство исто така на имуниот систем, на невролошкиот систем, дека има антиканцерогено дејство, дека има дејство на правилно создавање на слузокожите во организмот, дека има дејство антиканцерогено, па се дава во превентива на некои облици на карциноми. Значи, една цела палета на негови дејствија кои што се битни за правилно функционирање на организмот, но за децата, да кажам, првенствено за правилен раст и развој на коските, мускулите и запчињата. Така. Дали се препорачува бебињата, новороденчињата да бидат изложувани на сонце? Тука се коси со препораката на дерматолозите. И родителите се исплашени, штетно зрачење, штетно UV зрачење. Сега, дали треба или не треба да разјасниме и во кој период од денот? Д-витаминот се смета дека најдобра абсорпција има помеѓу 10 и 17 часот преку ден. И затоа и некои од колегите правилно си го препорачуваат да се прима преку ден, не ноќе, иако тој спаѓа во групата на витамини кои што се растворливи во масти и си прави организмот резерви и во самиот себе, да кажам. Значи не оди тоа така моментално. Но битно е, значи, за абсорпција негова и правилно активирање да се прими во текот подобро и во текот на денот. Сега дерматолозите викаат неизнесување на сонце, штетни се UV зраците баш во тој период и на одмор кога се оди посебно се потенцира. Меѓутоа сега одморот е јули-август, да кажеме. Ние го имаме и остатокот од годината. Така да, без разлика што е облачно времето надвор, пак има UV зраци, кои што ни се нас корисни и преку кожата ќе го активираат Д-витаминот. Значи, децата треба да се изнесуваат кога е многу топол период и ние не препорачуваме во тој најтопол да се изнесуваат. Може порано, затоа што експозицијата е поголема. Значи, може порано малку да се изнесат или малку подоцна во текот на денот. Нека биде тоа некој, да кажеме, 40 минути, саат време, значи некој малку подолг период. Доаѓа во предвид и во шарена сенка да биде детето, зашто и тогаш имаме UV зраци, кои што ни се потребни. Но сега во овој период од годината може да се користи секоја можност. И треба да се користи секоја можност. Ке кажам еден податок, значи на глобално ниво се смета дека, значи ние сме околу 5,5 милиарди луѓе на земјава. Се смета дека од испитувањата што се направени 1 милиарда до 1,5 луѓе се дефицитарни со витамин D3. Освен во тропски и суптропски регион, кај што не се дава како додаток во исхрана и како препорака, во сите останати региони од светот се дава препорака од педијатар, од ортопед, да се зима и кај деца и кај возрастни, значи дополнително Д-витамин. Така. Затоа што има и дополнителни други бенефити од неговото земање. Кои се препораките во однос на новороденчињата? Кога треба да почнат да земаат витамин Д и во каква форма?
D-витамин се зима од 8-миот ден после раѓање. Порано препораката беше од 14 ден, сега уште малку порано од 8 ден. Дури кај деца што се предвремено родени, прематурни деца, значи близнаци, тројки и така натаму, кај што едноставно организмот на мајката не може во текот на бременоста сите потреби да ги дополни, се почнува и веднаш после раѓањето со давање на D-витамин. Минималната доза која што е препорачана е 400 интернационални единици. Може да се даде како чист D3 витамин. Сега од пред 2 години од прилика препораката на Светското педиатриско здружение е да се даде во комбинација D3 плюс K1 до 3-тиот месец, кој што K-витамин е вметнат заради превенција од рано мозочно крварење. Така, и затоа сега се препорачуваат одредени капсули. Една мајка не праша зошто има препорака од педиатрите да се зема витамин D во форма на капсула, значи течност претпоставам дека во капсулата наместо течен раствор. Тоа се малецки капсулки, баш така, гумени се, стисливи. Имаат едно продолжиточе, значи како твист се откинува тоа, се стиснува право цела содржина во устичка. Или ако им е незгодно на мајките, може на лажиче со малку млеко да се истисне целата содржина и така да се даде. Се смета дека по-добро е, мајките не се бунат, поготово додека влезат во редот на детето колку капки и се вика монодоза даваме. Значи едно давање, една доза се фрла, една капсулка на ден. Порано беа и се уште се во оптек. Витамин D3, имавме пливид D3, Вигантол, значи повеќе препарати, но треба да се знае дека во сите овие препарати не е иста концентрацијата на D-витамин. Значи, кога се поминува од еден на друг препарат, треба да се каже понатаму колку капки, на колку капки ќе се премине. Затоа што ние почнуваме со 400 единици и таа е некоја препорачана доза. Меѓутоа, децата кога имаат брз раст во тежина и во висина, потребите им се зголемени, ние ќе го зголемиме D-витаминот во зимскиот период. Значи не излегуваат на сонце, доста деца, значи ладно е, ветар дува, лоши се временските услови. А сега и поголемите деца на компјутер се, на таблет, на нешто, значи повеќе се во затворени простори, немаме изложување на сонце и даваме малку и поголеми дози на D-витамин. И се дава, значи до крајот на првата година, се дава сите месеци и летните, што е битно да се каже, значи не треба во првата година да се прекине во текот на летниот период, а понатаму до препораката е до 3-та година да се дава во зимските периоди или постаро во месеците што имаат Р буква. Така, значи од септември до април. Така, тоа е една добра препорака која што лесно се памети. Само да напоменам дека овој дел од емисијата е контактен, може да се јавувате со ваши прашања. 3076 677 е телефонот на телевизија Телма, доколку имате прашање поврзано со витаминот D и бебињата и малите деца, слободно јавите се, ќе бидете вклучени. Зборуваме, значи, за витаминот D, за конзумирање. Сега, еве, имам јас тука доста прашања кои што се од мајките. Јас се поставив темата на социјалните мрежи и имаш една дилема. Доколку се прескокне некој ден, значи доколку мајката не даде некој ден витамин D, дали ќе има последици? Дали е важно секојдневно да се дава витаминот D? Да, важно е, меѓутоа за еден ден кога го давате во тек на цела година секој ден, ако се прескокне некој ден, не е тоа толку страшно, поготово што после одредена возраст децата внесуваат и друга храна во организмот, не е само млекото. И млекото и не рековме сончевите зрацини се тој извор кој што го активира D-витаминот во нашиот организам, значи него го има и во, еве да кажам, во јајцата, во црниот джигер, во джигерот, црн джигер, го има во млекото уште, значи во билките не, во билните продукти, него тие што се од животинско потекло. Така да... Имаме гледач на линија, ќе продолжиме да го вклучиме. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, ве слушаме, повелете во програма сте. Еве едно прашање. Дали е грешка да се дава витаминот навечер? Добро. Дали е точно дека ако нема развиени јадренца, дека треба да се даваат по 22 капки? Така, ви благодарам за јавувањето. Значи, по однос на првото, дали е грешка навечер да се дава,
Не е грешка, но подобро е да се дава во текот на денот. А по однос на второто прашање, дали ако нема развиени јадренца треба да се дадат 22 капки витамин Д? Апсолутно не, ако е само тоа во прашање, зависно за која возраст на детето се работи. Сега да се надоврзам, тие јадренца на главите на бутните коски ги очекуваме да се јават некаде помеѓу 4 и 8-9 месец. И нормално е да ги нема, некај сите деца во исто време се појавуваат. На некој начин е нормално да ги нема. Тек послем тоа очекуваме да се формираат. И ако додаваме, не додаваме таква доза од 22 капки, што е навистина доста. Да, голема да, доза, поголема е дозата. Иако тешко е да се направи предозирање со витамин Д или да кажам труење со Д витамин. Значи, но треба да се види дали има други симптоми за недостаток на Д витамин. Так. Значи, мекост на черепот, тие карактеристични за дебелување или проширување околу зоните на растот на рачните зглобови, доле на скочните зглобови како бразлетни ги викаат или како двоен зглоб некој. Таа Харисонова бразда, бројаници на ребрата, значи има и други знаци, потење на главчето, навечер особено. Така, има една мајка која што праша дали потењето на нозете кај бебе од 5 месеци е резултат на недостаток од витамин Д. Не мора да значи поиндикативно е потењето во главата, во пределот на главчето. Така, потењето на главата. Што е со предната фонтанела? Доколку не се затвори на време, во кој период се очекува да се затвори и дали во тој случај треба да се зголеми дозата на витамин Д? Предната фонтанела вообичаено се затвара помеѓу 9 и 18 месец. Гледаме со прегледите како како расте детето, таа постепено се затвара. Ако да кажеме на некоја возраст, година и некој месец е уште широко отворена таа фонтанела, може лесно да ја зголемиме дозата на Д витамин. Може би детето едноставно расте пребрзо и има поголема потреба и се ги троши резервите што ги има од сопствениот организам за да се вметне таму кај што треба. И како резултат на тоа може да кажеме да биде. Пред да преминеме на прашањето на вториот гледач, само да ве прашам, што ако се затвара пак пребрзо фонтанелата, дали тогаш треба да се намали количината на витамин Д? Да, лесно исто намалуваме некогаш, со тоа што родителите знаат да кажат, ама знаете, затворена е доста фонтанелата. Не е тоа исклучив знак дека треба скроз да се исклучи Д витаминот. Значи, главата, зашто ни е битна фонтанелата? Значи, расте главата во обем, да кажам, черепот, кој што треба да го прими мозокот. Сега, меѓутоа, ние имаме и предна и задна фонтанела и шевови по кои што черепот расте и се развива, зголемува, да кажам. Значи, не е само предната фонтанела која што е само таа индикативна. Повеќе ако е микроцефалија, мало главче, значи некои други знаци кога треба да кажеме да се направат некои дополнителни испитувања. Да. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, гледач од Скопје. Повелете. За едно внуче 14 месечно се работи, он редовно ги прима овие Бебитол D3 витамин. Сега 14 месеци има. Сега прашам до докторката до кога да ги прима. Сега слушнав дека само зимно време да ги прима, до 2 или до 3 години, дали треба да се ние по едно капсулче му даваме од тоа, му стискаме од тие. До сега по едно, да не треба да се појача нешто, нема некоја аномалија. Летно време се потеше у главчето, а сега не се поти, мислам, спомнавте нешто за потење, нема некои засоци, така. Сега до кога да продолжиме и дали треба да се појача дозата. Ние по едно капсулче му даваме на ден. Благодарам. Така, ви благодарам што се јавивте. D3 Бебитол сега е од овој понов препарат, тој е 400 единици интернационални D3 витамин. Детето ако е 14 месеци, дозата би требало да се зголеми барем на 2. Се дава во тек на лет, значи они имале најверојатно во тек на летниот период, сега било годината некаде тука, септември најверојатно. Така да сега продолжуваат до април, до крајот на април оваа година. Потоа летово следно го прекинуваат и повторно од септември, октомври повторно се продолжува. За септември кај нас некако се измени климата, топол месец е, па од октомври да кажеме повторно се продолжува до таму до крај на април или мај. Така. И така одиме редовно до 3 годишна возраст, но заради бенефитите препорачуваме значи ова во зимскиот период да се практикува и до подолга возраст кај децата. Така, имам уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Здраво, добар ден. Здраво. Кој е вашето прашање?
Ние сме 2 месеца и ги користиме Плевита D3 капките. Така? И сакам да прашам, дали што кога јаде она почне да се поте по главата, дали е тоа за недостаток на витамин D3? Така. И даваме по 2 капки од нив. Така. Дали треба по повеќе? Така, во ваков случај, благодарам што се јавивте. Така. Дали потењето секогаш е поврзано Не само со секогаш, дефицит на да. витамин D? Детето кога јаде и поактивно е, да кажам, и нормално е тогаш дека се поти и во главчето првенствено и мајката се поти кога дои, Да, кога така. го дои детето. Но не е во овој случај, значи, знак за најверојатно за недостаток на D витамин. Значи, они примаат Пливит D3 2 капки, во Пливит D3 во една капка има 200 единици, затоа сега различно. Значи, ако примаат 2 капки, тоа се 400 единици, таа некоја минимална доза, но детето е сега веќе 2 месеци, доаѓаме во зимски период, би требало да се зголеми малку бројот на капките, барем на 4. Барем на 4. Да. Така. До кога децата треба да примаат D3 капки? Кога може да се премине на рибино масло? И дали се препорачува? Така, се препорачува Природниот извор. рибино, да, баш така, преска не го спомнав, рибиното масло е еден од најприродните извори на D3 витамин, се препорачува после година дена да се дава кај децата по едно кафено лажиче првин во првата година, после тоа може малку и повеќе. Но ради вкусот не е тоа е проблем. голем проблем, да, тоа е голем проблем. Има и ароматизирани, ама мислам дека и тоа не помага. Мислам дека се некогаш уште погрозни, затоа што мирисаат и на риба и на некој друг вкус. Е сега, некои деца многу фино го прифаќаат и тие што го прифаќаат супер. Меѓутоа има деца повеќето уствари кои што вкусот и мирисот им е грозен и го неќат и заради тоа посигурно ние да дадеме D3, барем знаеме толку капки сме дале, дадено е тоа во денот и завршена е таа обврска. Значи морската риба исто е таа која што е богата со D витамин. Така. Порано се дава АД капки. Така. Зошто тоа повеќе не се применува и дали на бебињата кои што се доени на мајчино млеко понекога се препорачува да се даде и витамина? Така, АД капки во таа комбинација сега не се дава веќе, затоа што прво во таа комбинација количината на D витамин е многу мала, недоволна, кога се дава во комбинација се смета дека неговата ресорпција е многу помала отколку што би требало да биде заради присуството на витаминот, кој што е во поголема доза. Така да, кога има потреба исклучиво да се даде AD3 ќе се каже, но генерално нема потреба во комбинација да се дава само D3 како чист препарат. Имаме уште еден гледач на линија и уште многу малку време, затоа ќе ве молам да бидете поконцизни. Добар ден и повелете кој се јавува. Добар ден. Сакам да ја прашам докторката. Ние сме родени во 35-та недела, користиме D3 на Плевит и ме интересира, првен почнавме да даваме 2 капки по препорака на еден педијатар, потоа ни рекоа да даваме по 4 капки. Сега имаме 16 дена. Дали да продолжиме по 4, нејзина препорака, ако може, и фала многу. Така, ви благодарам. Во однос на бројот на капките кај Така, 4 капки, малку поголема доза, но сосема во ред, значи не е тоа доза која што ќе му направи никаква штета на детето, со оглед дека е прирано родено дете, сигурно педијатарот го видел и си направил проценка дека има потреба, затоа што со прираното раѓање кај децата, значи имаме и другите системи се како уште неактивни, недооформени. Имаме и хипотонија, малку лабавост едноставно и заради зацврстување на мускулатурата, на коските. Значи детето да се оформи во тој правец, затоа го даваме дополнително. Поготово ако почне да качува сега на тежина и виси на брзо, а се случува тоа многу често во првиве 2-3 месеци, сосема оправдано е да се даде таа доза. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Ние тука мора да завршиме. Не зборувавме ништо за рахитисот, еден од најголемите проблеми од дефицитот на витамин D. Во некоја друга пригода повторно ќе се видиме и повторно ќе отвориме оваа тема, бидејќи има голем интерес кај гледачите. Ви благодарам што бевте дел од емисијата. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.